Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добар ден и добродојдовте во ново издание на емисијата Македонски глас на Македонското радио. Јас сум Небојша Карапеевски и еве што ви подготвив во следните 70 минути. Барањето на Софија да учествува во измените на македонскиот устав е скандалозно. Тоа не го прават ниту окупатори, вели председателот Пендаровски. Македонија обележува 30 години од членството во Обединетите нации. Поставен камен темелник за Коридорот 8. Ако Македонија досега беше кружен тек, сега со Коридорот 8 станува вистинска крстосница на Балканот, вели премиерот Димитар Ковачевски. Јавното комунално предпријатие Тетово назначи раководител за новата капела. 2 фирми се лиценцирани за пренесување на починатите лица. А на самиот почеток да го проследиме обраќањето на протоиерей Драган Јорданов. Во името на Отецот, Синот и Светиот Дух. Амин. Во името на свештенството при Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица, до сите почитувани слушатели на Македонското радио, Македонски глас, верници на Македонската православна црква, добро утро и добро се најдовме. Нека ни е за многу години денешниот ден. Драги браќи и сестри, ете утре ќе го празнуваме големиот празник, влегувањето на нашиот Бог и Спасител Исус Христос во Ерусалим, или народски познато како цветници или врбици, и оваа прилика сакам да искористам да подзборуваме малку за големината и значењето на овој голем празник. Овој ден, тоа е денот кој ги предвестува историските настани кои предходат на смртта и воскресението Христово. Тоа е ден кој ја не воведува во светата недела или односно во страстната седница која е поврзана со страдањата на нашиот Бог и Спасител Исус Христос. Но да го разбереме значењето на овој празник, прво треба да се вратиме 2 века пред времето на нашиот Бог и Спасител Исус Христос. Во првата книга на Макавеите се раскажува дека сирискиот крал Антиох Епифан ставил статуа на Зевс во храмот во Ерусалим и се обидел да наметне паганство. Секој што се противел бил убиван, заробен или погубуван. Свештеникот Мататија го водел народот во востание, кое востание го продолжил неговиот син Јуда Макавеј. На крајот Макавеите го освоиле Ерусалим и го исчистиле храмот од идолопоклонство. Во знак на ова сеќавање, на овој настан, го вовеле зимскиот празник Сеници, кој ги подсетувал на шаторите на кој празник евреите го поздравувале мафтајки со палмови гранчиња, благодарејќи му на Бога. Ова сето е запишано во втората книга на Макавеите. Присутниот народ што го поздравувал Исуса во Ерусалим е истиот спомен поздрав од времето на Макавеите. Многумина од нив се надевале дека Исус е Месијата кој ќе ги ослободи од римјаните, исто како што Макавеите ги ослободија своите предци од македонците. Тие очекувале нов Давид, нов Макавеј, затоа и го поздравувале Исуса со палмови гранчиња пеејќи Осана. Толпата на народот била убедена дека на овој ден се исполнува и пророштвото на Захарија кој пишува: ликувај од радост керко Сионова, извикувај керко Ерусалимска, ете царот твој се враќа, праведен и е со победоносна сила, кроток, седнат на магаре, рожба на магарица. Христос знаел што луѓето очекувале од него. Тој го исполнил пророштвото и влегувајќи на осле или на магаре. Огромна е разликата помеѓу овој небесен цар кој качен на магаре, кој влегува во Ерусалим,
и еден земен цар кој би јавал силен борбен конј, но во никој случај не на магаре. Останатите цареви ги подчинуваат телата, а Исус ги подчинува душите. Другите се горди, а Исус е скромен. Другите владеат со закана и насилство, а Исус владее со мир и љубов. Затоа следните зборови од пророштвото на Захарија се: и ќе се скрши бојниот лак, и тој ќе објави мир на народите. Овој запис ги подсетува и на собствените зборови на Исуса, кој вели: знаете дека кнезовите народни, господарат над народите и големците владеат над нив, меѓу вас пак нека не биде така. Според Христос, вистинското владење, вистинското раководство, достојниот авторитет се состои во скромна служба на народот. Светиот град Ерусалим се подготвувал за големиот празник Пасха. За тој празник во градот доаѓале многу луѓе, не само од цела Палестина, туку и од сите држави каде што живееле евреите. Многу се слушаше за Исуса Христа, за неговото учење и за неговите чуда, и нивните души биле жедни да го видат. Претходниот ден Христос бил во Витанија, каде што го воскреснал четвородневниот мртовец Лазар, а на денешниот ден, односно на утрешниот, се упатил со своите ученици за Ерусалим. Веста за неговото доаѓање се разнела со голема брзина меѓу ерусалимските граѓани и собраните поклоници, и сите променети и дотерани излегле надвор од градот да го пресретнат. А он, седнат на осле или на младо магаре, неизмерно кроток, смирен, придржуван од своите ученици, полека се приближувал кон светиот град. Средбата била величествена и торжествена. Едни ги простирале своите алиштра, други кинеле зелени палмови гранки и убави цвеќиња и го посипувале патот по кој минувал царот Давидов, синот на нашиот Бог и Спасител. Радосната песна Осана на синот Давидов, благословен е кој иде во името Господово, се извивала од устите на децата и надалеку одекнувала, и од незиното ехо се одбивало од риччето Сион, народот ликувал. Меѓутоа и покрај невидениот и торжествен дочек, небесниот цар, Господ наш Исус Христос, оде со смиреност и со тага. Кога се искачил на Елеонската гора, од каде се гледал целиот Ерусалим, го упатил својот поглед кон големиот град, од неговите благи очи потекле топли солзи, како што се вели, зашто он не леел солзи во тој момент кога му се правела највеличествената средба, која била причината за неговата голема жалост. Но на тоа прашање ни одговара светиот евангелист Лука, и кога се приближи и го виде градот, заплака за него, се вели во Евангелието. Христос како богочовек ја видел тажната и страшна судбина на Ерусалим. Он ја знаел длабоката морална расипаност на неговите граѓани. Знаел дека тие кои денес воодушевено му пеат Осана, по некој ден злобно ќе извикуваат: растни го. Срцевидецот, нашиот Бог и Спасител Исус Христос го знаел сето тоа, па затоа бил обземен од длабока жалост. Му било жал за градот што бил осуден на разорување, му било жал за непослушниот народ кој бил осуден на раселување и на скитнички живот. И на вистина, што се не направил Христос за избраниот народ. Му го предал своето возвишено учење за животот и добросостојбата. Зел учество во неговата радост и во тагата. Неговите болни, сакати, немокни ги излекувал, безброј чуда направил за негова слава. Но јудејскиот народ останал со своето тврдо срце. Колку пати он сакал да ги собере под својата крепка десница, но тие не сакале. Нивните водачи, книжниците и фарисеите се побуниле против него, барале погоден момент да го фатат за да го извршат најгнасното дело во историјата, да го убијат и да го растнат самиот Бог на крст. Поголемо зло дело
никој не направил на земјата како што направиле неговите сограѓани. Неговиот народ само по неколку дена од таа торжествена средба не тера да нагодуваме против ерусалимските граѓани. И ако имаме власт, сигурно би ја изрекле и најтешката пресуда за нив. Израелците само еднаш на денот кога влегол Христос во Ерусалим се покажале лесномислени и кривоклетници, а ние тоа го правиме секојдневно со години. Многумина веројатно тоа ќе го повторуваат до крајот на својот живот. Да обратиме внимание, драги браќи и сестри, и да ги отвориме очите врз бедната состојба на својата душа. Да се потрудиме, барем во наредните денови, да бидеме постојани во љубовта кон Бог Господа и Бога Спасителот наш Исус Христос, на нашиот Спасител и Добротвор. Еве, се привршува уште еден великденски пост, да не биде како претходниот повторување на лекомисленоста и непостојаноста пред Господа. Да почнеме да живееме чисто и свето, за да го дочекаме Господа и Спасителот наш Исус Христос со својата слава во нашите души и во сите домови, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Драги браќи и сестри, оваа прилика сакам да ја искористам и да ве поканам сите вас утре на Света Божествена литургија со почеток во 10:30 часот, каде што сите заедно ќе се помолиме на нашиот Бог и Спасител за наше телесно здравие и духовно спасение, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Македонско црковно радио Македонски глас под покровителство на Македонската православна црква. Раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Маркетинг, сонце од твоите руси коси. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасечко печење на паун. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг, Македонско црковно радио Македонски глас под покровителство на Македонската православна црква. Раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Распоред на свети богослужби за Великден 2023. 9 април, цветници, влегување на Господ Исус Христос во Ерусалем. 10:30, света литургија, причест, осветување на палмови и грбови гранчиња. 13 април, Велики четврток, 10:30, света литургија, причест, маслосвет. 19 часот, читање на 12 страдални евангелија. 14 април, Велики петок, 10:30, царски часови и украсување на Христовиот гроб. 19 часот, опело Господово и оплакување на Христовиот гроб. 15 април, Велика сабота, 10:30,
света литургија причест. 23:30 полноќна воскресна утрена. 16 април Воскресение Христово Великден. 10:30 света литургија причест. 17 април Воскресение Христово втор ден, света литургија причест. 18 април Воскресение Христово трет ден, 10:30 света литургија причест. 21 април Источен петок Балаклија, 10:30 света литургија причест. 23 април втора недела по Пасха, Томина недела, 10:30 света литургија причест. Христос воскресе, навистина воскресе.
На наплатната рампа од автопатот Тетово-Гостивар беше означен почетокот на градба на новото автопатско решение на оваа делница. Представници на владата открија информативна табла со напис на кој беше наведено дека има поставување на камен темелник за изградба на автопатот Тетово-Гостивар како дел од Коридорот 8. Премиерот Ковачевски најави дека започнува силна градежна офанзива за изградба на западниот дел на Коридорот 8. Камен темелникот на Коридорот 8 не е само почеток на нова патна инфраструктура, тоа е камен темелник и на нови инвестиции, отворање на нови пазари, можности за нови соработки како помеѓу домашните, така и со меѓународните компании. Изградбата на Коридорот 8 значи помалку трошоци за транспорт, побрз транспорт, поврзување и интеграција на Македонија, како и економски и регионален развој на земјава. Изградбата на модерен современ автопат Тетово-Гостивар, Гостивар-Букојчани, Требениште-Струга Ќафасан денеска покажува дека е конкретна, реална и остварлива цел која е во интерес на граѓаните за нивен подобар живот и просперитет на бизнис заедницата. Коридорот 8 и Коридорот 10 Битола-Прилеп се најголеми инфраструктурни проекти досега во нашата држава во патниот сектор. Вредноста на договорот за изградба на коридорите 8 и 10 изнесува 1,3 милиарди евра. Ќе се градат 4 автопатски делници во вкупна должина од 110 километри. Вакво нешто никогаш во историјата на државата не било направено. До денес овие два коридори биле само план на хартија кој никогаш не бил реализиран од разни причини. Денес тоа се менува и започнува нивна реализација. За прв пат како држава се поврзуваме кон запад и исток, а не како досега само поврзување север-југ. Со изградбата на автопатите, нашата држава ќе биде поврзана со уште две пристаништа, пристаништето Драч и пристаништето Бургас, и тоа за нас е одлична можност и перспектива за развој. Македонија, ако досега беше кружен тек, сега со овој коридор 8 станува вистинска крстосница на Балканот, истакна Ковачевски. На настанот се обратија неколку министри, американската амбасадорка, председателот на ДУИ, градоначалникот на Гостивар, представник на компанијата Бахтел, изведувач на градежните работи и директорот на јавното претпријатие за државни патишта.
pesna makedonska da zapeja. Ono makedonsko da zaigra. Momi makedonki pesna da zapeja. Momci makedonci ono da igra. Momi makedonki pesna da zapeja. Momci makedonci ono da igra. Во продолжение да проследиме две вести од Општина Ресен. Во просториите на Општина Ресен се одржа состанок на работна група за проектот ЕУ за Преспа. На состанокот се разговараше за прекуграничните соработки преку ИПА Интерек програмата за економски развој на Преспа со имплементирање на активности финансирани од Европската Унија, како и за заштита и подобрување на еколошката состојба во Преспа преку третирањето на водата и за третирање на отпадните води. Во Ресен пак се одржа и првата координативна средба со новите 10 општини во проектот за јакнување на општинските совети, со кој во наредните 15 месеци партнерски ќе работиме на подобрување на нивните капацитети за транспарентно, одговорно и квалитетно испорачување на локалните услуги за граѓаните, истакна градоначалникот на општина Ресен Јован Тозиевски. Представниците на општините Виница, Гевгелија, Градско, Девар, Карбинци, Кисела вода, Маврово и Ростуше, Ранковце, Ресен и Студеничани ги запознавме со трите компоненти на проектот и дискутиравме за целите, активностите и очекуваните резултати. За јакнување на општинските совети е водечка програма со посебен фокус на општинските советници. За околу 1 месец ќе започне програмата за развој на капацитетите кои ќе обезбедат специјални обуки и можност за практично учење на секој советник во овие општини. Но оваа програма е исто така достапна и за представниците на општинската администрација, како и за градоначалниците. Исто така во овие општини ќе се организираат форуми за заедници преку кои граѓаните директно ќе избираат приоритетни локални проекти за чија реализација се обезбедени грантови. Дополнително ќе работиме заедно на подобрување на законодавството, дигитализацијата на услугите, зголемената транспарентност и борбата против корупцијата, порача Сања Бојанич, заменичка на представникот на UNDP. Еден од клучните аспекти на проектот е целосно почитување на принципите за еднаква родова застапеност и еднакви можности на сите граѓани во текот на спроведувањето на сите проектни активности. Со ова, бројот на партнерски општини кои би биле или се дел од проектот за јакнување на општинските совети достигна 44, а во наредните 2 години преку јавни повици ќе бидат избрани уште 20 нови локални самоуправи.
čega da mi izrodi, rod majko da mi produži. Neka si te razverat, moga sna kud ti dovede. Ti doneso moja nevesta, jasna sakam majko od srce, čega da mi izrodi. Маркетинг. Максис Дели е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Максис Дели е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши наручки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Максис Дели можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Максис Дели ги продава своите приватни заштитни знаци Максис Meats, Градина и Сонце. Максис Дели се наоѓа на 4160 15 милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Максис Дели. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Маркетинг. Капелата за православните гробишта во Тетово, која треба да почне да функционира, има раководител поставен од комуналното предпријатие, а две фирми се лиценцирани оператори кои ќе вршат пренесување на починатите луѓе. Раководителот Мирослав Симовски објаснува дека за оваа новина во Тетово, пренесување на починат човек од дома во мртовечница или капела се прави според законот за гробишта и погребални услуги. Воедно информираше со каков вид на простории располага капелата и каква функција имаат. По пријавувањето и констатирање на смртта кај починат човек од страна на итната медицинска помош, семејството или блиските роднини можат да се јават кај две фирми кои се овластени оператори за оваа намена.
Согласно член 22 од законот, тие се овластени за превземање и превоз на посмртните останки на умреното лице од местото каде што починало до местото каде треба да се чува во мртовечница или место за погребување, а тоа се прави со посебно возило наменето за превоз на умрени лица, информираше Симовски, кој воедно е раководител на одделението за православни гробишта при јавното комунално предпријатие во Тетово. Законот предвидува верските заедници по исклучок својот верски великодостојник да можат да го изложат и чуваат на местото или објект кој е наменет за извршување на верски обреди. Потоа, согласно верските убедувања, може опелото да се прави во црквата Свети Димитрија, што е во склоп на православните тетовски гробишта, и погребувањето во гробното место тука во Тетово или на гробиштата во Фалише, информираше Симовски. За пренесување на покојните лица овластени оператори се фирмите Мирен сон и Ден и ноќ и двете од Тетово. Капелата почна да се гради во октомври 2015 година, а се заврши во текот на 2018 година. Следуваа повеќе години очекување на надминување на пропустите околу функционалноста, како и соодветна документација. Јас те пратив на вода Калино, јас те пратив на вода Калино, ти на вода одиш, бело лице миеш, по ергени гледаш мори Калино, ти на вода одиш, бело лице миеш, по ергени гледаш мори Калино. Пусто да остане, мамо, лицето, пусто да остане, мамо, лицето, кога нема либе да го љуби, тебе не те слушам, мори мајколе, кога нема либе да го љуби, тебе не те слушам, мори мајколе. Јас те пратив на лозје Калино, јас те пратив на лозје Калино, ти на лозје одиш, бело грозје береш, на ергени даваш мори Калино, ти на лозје одиш, бело грозје береш, на ергени даваш мори Калино. Пусто да остане, мамо, грозјето, пусто да остане, мамо, грозјето, кога нема либе да го јаде, тебе не те слушам, мори мајколе, кога нема либе да го јаде, тебе не те слушам, мори мајколе.
Македонија. Председателот Стево Пендаровски го оцени како скандалозно барањето од страна на Софија да учествува во процесот на уставни измени во земјава. Такви барања не упатуваат ниту окупаторите кон земјите, териториите или државите кои ги окупираат, рече Пендаровски. Бугарскиот министер за надворешни работи Николај Милков рече дека Бугарија би сакала да биде вклучена и консултирана во постапката за впишување на бугарите во уставот на Македонија, пошто Министерството за надворешни работи излезе со реакција дека процесот на уставни измени представува внатрешно прашање на земјава, кое како обврска е поврзано со пристапните преговори за членство во Европската Унија. Барањето на Софија е скандалозно, такви барања не упатуваат ниту окупаторите кон земјите, териториите или државите кои ги окупираат. Во 21. век е апсурдно и непримерно да барате да се мешате во внатрешните политички и уставно-правни процеси на било која држава. И мислам дека во таа смисла нашиот одговор преку Министерството за внатрешни работи вчера беше на место, рече Пендаровски на новинарско прашање. Според Пендаровски, концептот околу мнозинства и малцинства во Македонија е надминат. Таа дебата е завршена со рамковниот договор во 2001 година. И во поранешна Југославија никогаш не сме употребувале термин национални малцинства, туку имаше народи и народности. Зошто? За да не навредиме никој кој живее тука, а е како бројка помалку од мнозинскиот народ. Мислам дека тоа е депласирана дебата и не треба да губиме време за тоа, вели Пендаровски. Тој информираше дека професорот на правниот факултет Александар Спасовски, кој е негов правен советник, ќе биде представник во работната група за измени на уставот.
Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Van Dyke во Shelby Township. Семејствата на Буџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг. Македонско црковно радио Македонски глас под покровителство на Македонската православна црква. Раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Распоред на свети богослужби за Великден 2023. 9 април, цветници, влегување на Господ Исус Христос во Ерусалем. 10:30, света литургија, причест, осветување на палмови и грбови гранчиња. 13 април, Велики четврток, 10:30, света литургија, причест, маслосвет. 19 часот, читање на 12 страдални евангелија. 14 април, Велики петок, 10:30, царски часови и украсување на Христовиот гроб. 19 часот, опело Господово и оплакување на Христовиот гроб. 15 април, Велика сабота, 10:30, света литургија, причест. 23:30, полноќна воскресна утрена. 16 април, Воскресение Христово Великден. 10:30, света литургија, причест. 17 април, Воскресение Христово втор ден, света литургија, причест. 18 април, Воскресение Христово трет ден, 10:30, света литургија, причест. 21 април, Источен петок, Балаклија, 10:30, света литургија, причест. 23 април, втора недела по Пасха, Томина недела, 10:30, света литургија, причест. Христос воскресе, навистина воскресе. Кажи, облачеле бело, откај идеш, што си невесело. Дал го виде моето родно место, дал ја слушна мајка ми што збори. Дал го виде моето родно место, дал ја слушна мајка ми што збори.
rodno mesto. I ja slušnav, majka ti što zbori. Daleko je moj torče do milo. So tuginci tugi lebdelilo. Daleko je moj torče do milo. So tuginci tugi lebdelilo. Oblačile belo, živ i zdrav ti da si me videlo. Vreme ide doma da se vrnam, majka da pregrnam. Vreme ide doma da se vrnam, majka da pregrnam. Da se vrnam, majka da pregrnam. И за крај да се подсетиме, Македонија одбележува 30 години од приемот во Организацијата на Обединетите нации. На 8 април 1993 година со акламација во Генералното собрание на Обединетите нации, Македонија беше примена за 181 полноправна членка на Светската организација, врз основа на резолуцијата 817 на Советот за безбедност на Обединетите нации од 7 април 1993 година. Со тоа беше потврден нејзиниот меѓународно правен субјективитет по изразената референдумска волја на македонските граѓани на 8 септември 1991 година за самостојна и независна држава. Сепак, поради противењето и притисоците на Грција, за членувањето во Обединетите нации не беше направено под тогашното уставно име Република Македонија, туку под привремената референца поранешна Југословенска Република Македонија. Двете земји со посредство на Обединетите нации почнаа преговори за надминување на разликите околу името. По долгогодишниот спор со посредство на Обединетите нации беше постигнат Преспанскиот договор, што резултираше со промена на уставното име. Со тоа се потврди патот на Македонија кон НАТО и Европската Унија. Почитувани, тоа би било се во ова издание на емисијата Македонски глас на Македонското радио. Традиционално, за крајот, капчето за најмладите и приказната Царевото ново руво. Ви посакувам пријатен ден. Царевото ново руво. Си живеел некогаш некој цар кој многу сакал нова облека и сите пари на тоа ги трошал. И на смотра кај војниците, и на театар, и во шумата на прошетка одел само за да ја покаже својата нова облека. За секој час во денот тој имаше посебна облека. И како што се вели за цар, тој е во советот, за него велеа, царот е во гардеробата. Градот во кој живеел царот бил голем и весел, така што речиси секој ден на посета доаѓаа странци. Па еден ден таму се појавија двајца измамници. Се представиле тие како ткајачи и рекле дека можат да искајат прекрасна ткаенина од која подобра не ке се најде. Таа ткаенина не само што имала убава боја и шари, ами и облеката со шиена од неа имала чудесно својство, така што станува невидлива за секој што не одговара на својата положба или за секој што е глупав. Тоа би била прекрасна облека, си помислил царот. Ке си ја облечеш
и веднаш ќе видиш кој во царството е неспособен. Згора на тоа можеш и да ги разликуваш паметните од глупавите. Нека ми искајат таква ткаенина најбргу што можат. Тој им дал многу пари на измамниците за да ја завршат работата што поскоро. Си ставиле тие два разбоја и се преправале дека работат, иако на разбоите ништо и немало. Без пардон побарале најубава свила од чисто злато, па ќе си ја спакувале в торба и ќе си продолжиле да си работат на празните разбои до доцна навечер. Добро би било да видам како напредува работата, си помислил царот. Но му се стегнало срцето на самата помисла дека оној што е глупав или што не одговара за својата работа, нема да ја види ткаенината. Иако верувал дека не треба да се плаши за себе, сепак решил дека треба да испрати некого да ја види. Сиот град знаел за својствата на таа ткаенина, така што сите биле нестрпливи да видат колку е неспособен или глупав нивниот сосед. Ќе го испратам кај ткајачите мојот стар чесен министер, решил царот. Некој треба да ја види ткаенината, а тој тоа го умее најдобро од сите. И така отишол стариот министер во салата каде двајцата измамници работеле на празните разбои. Господе Боже, помислил министерот триејки ги очите. Та јас ништо не гледам. Но не го кажал тоа на глас. Измамниците го повикале да дојдат поблизу. Го прашувале дали се весели боите, убави ли се шарите. При тоа цело време покажувале на празните разбои. А кутриот министер, колку и да ги триел очите, не можел ништо да види, зашто не ни имало што да се види. Господе Боже, си помислил тој, глупав ли сум? Никогаш не сум помислил такво нешто. Само да не дознае некој, да не сум способен за своето место. Не смеам да признаам дека не ја гледам ткаенината. Што велите, а? Прашал еден од измамниците. Многу е сладко, прекрасно, рекол стариот министер, гледајќи низ очилата. Колку убави шари, колку убави бои. Да, морам да му кажам на царот дека на вистина ми се допаѓа. Баш ни е мило, рекле измамниците и почнале да ги кажуваат имињата на боите, да ги објаснуваат ретките шари. Стариот министер слушал и помнел за да може точно да му пренесе на царот. Така и сторил. А измамниците побарале уште пари, свила и злато. Сето тоа им било потребно за ткаенината, но тие работи повторно си ги спакувале. За ткаенината ништо не искористиле, а сепак продолжиле да работат. Набргу царот испратил друг чесен чиновник за да види како оди работата. Ке бидели скоро готова ткаенината. Со него се случило истото што и со министерот. Тој гледал, но ништо не можел да види. Освен празни разбои, немало ништо друго. И што ќе кажете? Убава е ткаенината, нели? Го прашале измамниците, објаснувајќи колку е прекрасна шарата, која воопшто ја немало. Не сум глупав, помислил чиновникот. Најверојатно не сум способен за својата работа. Чудно. Во секој случај тоа не смее да се забележи. И тој почнал да ја фали ткаенината која не ја гледал и им се восхитувал на прекрасните бои и на преубавите шари. Да, навистина прекрасно, му пренел тој на царот. Во градот веќе почнало да се зборува каква прекрасна ткаенина исткале ткајачите. Тогаш царот решил самиот да ја види, пред ткаенината да биде тргната од разбоите. Тој отишол кај трите измамници со избраната свита, во која биле и двајцата чесни чиновници кои веќе ја виделе. Ткајачите ткаеле со сета сила, иако на разбоите немало ни конче. Прекрасно, нели? Рекле двајцата стари чиновници. Погледнете, ваше величество, колку се прекрасни шарите, колку се живи боите.
Тие покажувале на празните разбои, мислејќи дека останатите ќе ја видат каенината. Што е ова, си помислил царот. Ништо не гледам. Ужас! Да не сум глупав? Или може би не сум способен за цар? Леле, колку страшно. Да, навистина е убава, рекол царот. Го одобрувам. Тој задоволно нишал со главата и ги гледал празните разбои, не сакајки да признае дека ништо не гледа. И сета свита гледала и не видела ништо повеќе од останатите, но сите зборувале како и царот. Навистина прекрасно. Па му советувале од таа ткаенина да сошие облека за празничната веселба што предстоела. Прекрасно, чудесно, величествено, се слушало од сите страни. Сите биле воодушевени. Кралот им дал на двајцата измамници звање рицари и ги назначил за царски ткајачи. Пред веселбата измамниците ја преседеле цела ноќ шиејки и потрошиле повеќе од 16 свеќи. На сите им се чинело дека тие брзаат за да го сошијат новото царско руво. Тие пак се преправале дека ја земаат ткаенината од разбоите. Сечеле со големи ножици, шиеле со игла без конец и на крајот рекле: облеката е готова. Царот отишол кај нив со непознатите дворјани, а измамниците, високо кревајки ги рацете како да држат нешто, велеле: еве ги панталоните, еве го палтото, еве ја и наметката. И така натаму. Лесни се како пајажина, може да ви се стори како да не носите ништо, но во тоа е и убавината на оваа ткаенина. Да, велеле дворјаните, иако и тие ништо не гледале, зашто и немало што да се види. А сега, ваше височество, соблечете ја вашата облека, рекле измамниците. Ке ви ја облечеме новата тука, пред големото огледало. Кралот се соблекол. Измамниците се преправале како да му ја облекуваат новата облека. Го фатиле околу половината, демек му прицврстуваат нешто, а царот си се вртел пред огледалото. Ама убаво стои, леле колку ви прилега, велеле дворјаните на глас. Колку убави шари, прекрасни бои, збор нема, облеката е навистина раскошна. Балдахинот чека на вас, ваше височество, рекол церемонијал мајсторот. Со него ќе одите на веселбата. Подготвен сум, рекол царот. Убаво ли ми стои облеката? Тој уште еднаш се завртел пред огледалото, зашто се преправал дека убаво ја разгледува облеката. Слугите што требало да ги држат полите од царевата облека се преправале дека подигнуваат нешто од земја, а потоа тргнале, тегнејки ги рацете. Не смееле да дозволат некој да забележи дека не носат ништо. И така тргнал царот под балдахинот, а сите луѓе што биле на улиците и на прозорците велеле: ах, новата облека на царот е навистина прекрасна. Леле, колку е убава наметката, а палтото колку убаво му стои. Никој не сакал да признае дека ништо не гледа, зашто тоа би значило дека или е глупав, или не одговара на своето работно место. Ниту една облека на царот не предизвикала толкав восхит. Та царот е гол, извикал одеднаш некој момче. Леле, слушни што зборува, невоспитан еден, рекол татко му. Сите почнале еден на друг да си ги кажуваат зборовите на момчето. Тој е гол. Ете, детето вели дека е гол. Гол е, извикал на крајот сиот народ. И на царот му станало незгодно. Тој почувствувал дека народот има право, но мислел и на себе. Треба да останам на веселбата до крајот. Тој почнал да чекори уште повеличествено, а слугите оделе по него, носејќи ја наметката што ја немало. Македонско црковно радио, Македонски глас,
под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.